ова издание. САД работат интеграцијата на Северна Македонија во ЕУ да се случи многу брзо, порача заменик помошникот државен секретар на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар денес во Скопје. По пандемијата на ковид ќе имали меѓународна стратегија за справување со идни пандемии. Здравствените експерти песимисти. Електрични акумулатори за автомобилите за помало загадување на воздухот. Почнуваме веднаш. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Јас сум Елена Ѓоргиевска. САД сакаат што е можно побрзо да почнат пристапните преговори на Северна Македонија со Европската Унија, рече денес во Скопје представникот на Стејт департментот за Западен Балкан Габриел Ескобар. Ескобар се сретна со председателот Пендаровски и други владени функционери. Владимир Мирчевски јавува. I also wanted to express this in our administration's strong support for Сакам да изразам силната поддршка на оваа американска администрација за брза европска интеграција на Северна Македонија и ние соработуваме со нашите европски партнери за да се осигураме тоа да се случи многу брзо. Сите се согласуваме дека Северна Македонија е дел од Европа, културно, историски и економски дел од Европа и треба да имате столче на масата на Унијата. Ќе продолжиме да ги поддржуваме вашите напори за да се покаже флексибилност во процесот на европски интеграции, како и продолжување на реформскиот процес за тоа да стане реалност. Откако ја даде изјавата, поради другите средби со државно-владиниот врв, Ескобар замина од МНР без да одговара на дополнителни прашања. Најавената пресконференција Бујар Османи ја продолжи сам, повтори дека земјава останува, како што рече, посветен и кредибилен сојузник на Соединетите Американски држави, со кој Скопје, според него, има 100% комплементарни интереси, стабилност и просперитет на регионот, а не враќање на политиките од 90-тите години на минатиот век. Османи не сакаше да зборува за тоа дали Ескобар ќе има средби во Бугарија. Рече дека од него слушнал сериозна посветеност и проактивност на САД за Северна Македонија и Албанија да ги почнат преговорите со Унијата. Потврди дека разговорите со Софија продолжуваат, но и дека е мала веројатноста да има решение до идниот вторник кога заседава Советот за општи работи на ЕУ. Декември се уште не е таргет, но и периодот по тоа, вели Османи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А пред да слушнете за планот на СЗО за справување со идни пандемии, на уште една тема од Македонија надвор од дневнополитичката ситуација. Универзитетот Стенфорд рангираше македонски научници меѓу највлијателни во светот. Мики Трајковски разговараше со еден од нив. Тоа е резултат на една, да речеме, макотрпна работа, голем вложен труд во кариерава. Доколку сакаме да постигнеме нешто, мора да работиме според тоа што бара работно место. Професорот од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово Велант Рамадани е дел од неколкуте македонски професори и академици, кои се најдоа на листата топ 2% највлијателни светски научници, публикувана од Универзитетот Стенфорд во САД. Рамадани вели дека ова за него представува признание за досегашното работење во земјава и надвор од неа. Голема среќа што нашиот универзитет уште од тогаш, значи од самиот почеток, поддржуваше истражувања, учествувања во меѓународни конференции и во тие конференции успеав да се вмрежувам на еден друг начин со најврвните професори од областа на предприемништвото и така се споја некои заеднички проекти со нив. Во изминатите 18 години објавил повеќе од 160 научни трудови, 80% од нив во меѓународни списанија, а 20 во врвни списанија од неговата област. Мојот придонес е обично даден во развојот на истражувањата во предприемништвото на жените, етничкото предприемништво, во иновациите во земјите во транзиција, како и креирање на можности за младите да стапат во, да речеме, тие предприемачки води. Работел во Косово, како визитинг професор во Индонезија, истражувач и предавач во САД, натворечен експерт за истражување во Кувајт. А критериумите за да се биде дел од оваа престижна листа се доста строги. Истата се составува според бројот на објавени научни трудови и нивни цитирања во меѓународни научни списанија. Научниците се класифицирани во 22 научни области и 176 подобласти. Професорот смета дека земјава располага со потенцијал, но во моментов се одвојувале само 0,9% од вкупниот БДП за научни цели. Еден Израел или пак Јужна Кореја делат 4,9 или односно 4,6% од
bruto домашниот производ. Моја препорака е дека да се формира фонд кој што ќе го финансира истражувањето однапред за да се дојде до интересни резултати кои што ќе бидат примамливи и за научните списања. Покрај Рамадани за 2020 година, рангирани во изданието во 2021 во топ 2% највлијателни светски научници од Северна Македонија се и Љупчо Коцарев, Леонид Грчев, Рубин Голабовски, Кимет Јусуфи, Билјана Бауер и Билјана Ристевска Стојковска. 6 македонски научници се на оваа листа и за 2021 година. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Драјковски. Во време на зголемена загриженост за Омикрон, ке направили Светската здравствена организација меѓународна регулатива за идни пандемии. Здравствените експерти се песимисти. Администрацијата на Бајден ги поддржува напорите на Светската здравствена организација да направи нов меѓународен договор за подготвеност и справување со идни пандемии, изјави за Гласот на Америка портпаролката на Белата куќа Джен Псаки. САД се посветени да работат со државите членки да ги исполнат неодамнешните препораки на работната група за подготвеност и одговор преку СЗО или друг меѓународен инструмент со цел да се унапреди ефективноста на меѓународните здравствени регулации. САД првично се спротивставија на вклучување на јазик што би го направил така наречениот пандемски договор правно обврзувачки. Договорот се очекува да биде готов во мај 2024 година. Хуманитарните организации велат дека тој би требало да вклучи откажување од патенти за вакцини во Светската трговска организација. Откако првично се спротивставија на оваа обврска, САД најавија нејзина поддршка во април, за разлика од Обединетото кралство, Швајцарија и Европската унија. Но многумина се сомневаат дека администрацијата на Бајден става каква било вистинска дипломатска тежина на ова прашање. Гледаме недостиг на по-проактивно лидерство од САД откако ја променија позицијата. Според истражувањето на Универзитетот Дјук, речиси 2 години во пандемијата, светот продолжува да се мачи и испорача ефикасен и рамноправен одговор. Заложбите и ветувањата остануваат во голема мера неисполнети, вклучувајќи и целта од 40% вакцинирано население во секоја држава до крајот на годинава и 70% вакцинална стапка до средината на 2022 година. Нови електрични акумулатори, една од мерките да се намали загадувањето на воздухот. Погледнете. Некои електрични автомобили може да минат по 600 км со акумулатори кои целосно може да се наполнат за 1 час. Тие акумулатори содржат течен литиум, мек карбон познат како графит. Но напредокот со електричните акумулатори е видлив. Новите од литиум го заменуваат графитот со силикон. Акумулаторот сила првпат беше воведен во мала димензија во направата за фитнес ВУП. Тоа ни овозможи во овој случај дополнителна енергија од 20%. Џон Каподилупо вели дека акумулаторот сила обезбедува многу енергија, при што и помага на последната верзија од направата за вежбање. Марк Њуман од Необолт, производителот на акумулатори со необиум, зборуваше за Гласот на Америка преку Zoom. За покуси дистанци можеме да ги наполниме акумулаторите за 5 до 6 минути. Њуман вели дека акумулаторот Необолт исто така може да е одличен за забрзување. Акумулаторите Solid Power се во цврста состојба, значи нема течни делови. Даг Кембел е извршен директор на компанијата. Ги заменуваме течните електролити кои што се користат во батериите со литиум. Даг Кембел вели дека ако дострелот на електричен автомобил е 500 км, истиот акумулатор на Solid Power ќе му возможи на автомобилот 700 км. Плюс, затоа што нема течност, нема опасност од пожар. Сите иноватори велат дека светот ќе има корист од новите електрични акумулатори за намалување на загадувањето и емисијата на издувни гасови во атмосферата. Благодарам што не гледавте. Пријатно да утре.